Во изминатите 37 дена граѓаните на Македонија дневно се задолжуваат по 1.600.000 евра. Откако на власт дојде новата влада на СДСМ за еден месец од нивното владење, ги задолжи граѓаните за 60 милиони евра. Има милионски задолжувања, а ниту еден реализиран проект. Обвинија денеска од ВМРО ДПМНЕ. Резултат во реализирани проекти нула. Освен задолжување, видовме деструкција, укинување и блокади. Сметајќи со калкулациите на СДС од пред изборите, владата на Заев, ако продолжи со оваа темпо на задолжување, а ќе продолжи, за една година ќе ги задолжи граѓаните околу 720 милиони евра. А за 4 години мандат граѓаните ќе бидат задолжени со 2 милиарди и 880 милиони евра. Ова е сосема спротивно од онаа што го говореа СДС пред да ја преземат власта. СДС изминатите години им се закануваше на банките дека нема да бидат признаени државните харти од вредност што ги купуваат од Министерството за финансии, а денеска тевдовски СДС на истите тие банки им ги нудат државните харти од вредност. Владата во вторникот наместо со 24 милиони евра се задолжи со нешто повеќе од 27 милиони евра на домашниот пазар на аукцијата на државни хартии од вредност, а во средата по основ на доспеани долгови врати 7 милиони евра. Последното задолжување беше прво за месец јули, но четврто откако новиот министер за финансии стапи на функцијата. Иако пред да дојде на власт, СДСМ беше најголем критичар на домашното задолжување. Сега аукциите на државни записи и државни обврзници не престануваат. Премиерот Заев пак тврди дека никогаш не ветиле дека ќе престанат задолжувањата и дека аукциите ќе продолжат бидејќи тие го реализираат буџетот од претходната влада.